Ридчето над населбата Циглана, од каде што се гледа Гостивар како на дланка, денес ги собра православните верници на голем и свет чин, поставување и осветување на камен темелник на нов манастир Преображение Христово. По повеќе од 1 век православните христијани од Гостивар и Гостиварско ќе добијат ново светилиште. Со чинот на осветувањето чиноначалствуваше митрополитот Тетовско-Гостиварски, господин Јосиф. Нека биде одбележано и благословено ова место за молитвен дом во чест и слава на Бога, што го слави во Света Троица во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Вишниот ја основа оваа црква, Бог во незината средина и е закрепната. Бог ќе помага на секое утро и во секој ден. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Република Македонија, Македонска православна црква, Охридска архиепископија, Тетовско-Гостиварска православна епархија. Повелба. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, денес, 19 октомври, недела 2014 година, на денот кога го празнуваме светиот апостол Тома, ја положуваме оваа повелба во темелот за нов манастир, посветен на Свето Преображение Христово, во населбата Циглана, Гостиварско архиерейско наместништво. Чинот на положување го извршуваме ние, митрополитот Тетовско-Гостиварски, надлежен епархијски архиерей на богомдаловената Тетовско-Гостиварска епархија, а во сослужение на повеќе на свештенослужители од нашата епархија, во присуство на голем број благочестиви верници. Манастирот се гради со средства од благочестивите христијани од Гостиварско и со заложба на иницијативниот одбор и целата наша татковина. Ова богугодно дело се извршува кога поглавар на Македонската православна црква, Охридска архиепископија е архиепископ Охридски македонски господин Стефан, председател на државата Република Македонија е господин Ѓорѓе Иванов, председател на владата на Република Македонија е господинот Никола Гуреевски, градоначалник на општина Гостивар е господинот Невзат Бејта. Со Божи благослов, нека е на многу години и на многу ја лета. Иницијативен одбор на манастирот Преображение Христово. Данијел Радевски, Игор Јовановски, Горан Стојановски, Игор Новески, Атанас Андреевски, Димче Димитриевски, Бошко Јовчевски, Зоран Ѓурчиновски, Анте Велјановски, Ранко Илиевски, Небојшка Златевски. Нека е честито и благословено. Во име на иницијативниот одбор ќе потпише господин Данијел Радевски. Еве денеска се собравме за уште една голема радост во Тетовско-Гостиварската епархија, во Гостиварското архиерейско наместништво. Осветивме камен темелник за нова манастирска црква посветена на Преображение Господово. Овдека нова прекрасно место кое што навистина наликува на Таворската гора, не потсеќа на Преображението Христово. Гостиварци ќе имаат свое место за духовна природба, за свое духовно преображение. Навистина благодарам на градскиот татко Невзат Бејта за покажаното разбирање да доделат место овдека во населбата Циглана Гостиварско. Благодарам на иницијативниот одбор на чело со господинот Данијел Радевски за ангажираноста да се посветат овдека да го изградат овој манастир и особена благодарност до пратеникот Саша Чимовски кој што навистина помогна при реализирањето на сето ова. Господ Бог да не ги множи ваквите градби и нека ни е честито и благословени за многу години. Од иницијативниот одбор за изградба на манастирот не ја криеа својата радост што конечно проектот започнува да се реализира. Упатија повик до сите верници да донираат средства за православниот храм, што побрзо да биде готов. Значи, им посакувам добре дојде на сите наши пријатели, комши и сограѓани. Им се заблагодарувам што денес во толку голем број се присутни заеднички овој свет за нас голем ден пред овој убав град Гостивар, на самото подножје на планината, заеднички овој камен темелник да биде дел од еден историски момент.
За нас како граѓани на населбата Циглана, Бањешница и Фазанерија и на Гостивар пред се, посебна чест и задоволство ни е што денес официјално после многу долги години напор заеднички со сите фактори од страна на општинската власт, од страна на централната, успеавме како иницијативен одбор, во името на иницијативниот одбор им се заблагодарувам на сите досега засегнати страни, ги повикувам сите наши пријатели, сите наши сограѓани, сите наши сонародници да помогнат во што поголем број и што побрзо да го изградиме ова свето место и да имаме еден храм каде што сите заеднички ќе можеме нашата вера да обслужуваме со надеж, со љубов, зашто поскоро да ве повикаме и вас медиумите да присуствувате на свечаното отворање на овој и на светење на овој камен темелник, односно на црквата Свето Преображение Христово. На поставувањето и осветувањето на камен темелникот на манастирот присуствуваа верници од Гостивар како и од целиот Гостиварски регион. Од најмлади до најстари во семејството дојдоа да ја споделат својата среќа, што во Гостивар ќе се изгради ново светилиште. Многу значи за нас. Многу значи. Манастир отвораме. Пробуждение Христово. Да дојдат да потсетат. Денешниот ден е прекрасен ден за сите македонци, за сите жители кои живеат на ова подрачје. И им го честитам овој ден на сите кои допринесува за овој манастир што треба да се гради, а им честитам на селаните од село Железна река. Што се викат за овој ден е значаен ден за сите македонци во Гостиварско и околните села. Јас сум представник мистам од село Зубовце, дојден сум како гостин поканет за ова свечено службење. Многу весело и многу стречно и за многу години да е денов и да се прави довека вакви работи наши. Да се сладит годиништа ваке со векови. На светиот чин во Гостивар меѓу граѓаните беа и министерот за надворешни работи Никола Поповски и пратеникот Сашо Акимовски. Морам да признам дека денес сум многу возбуден и се чувствувам прекрасно што сум дел од оваа иницијатива тука за изградба на еден православен храм после подолго време во општина Гостивар, поточно во населба Циглана. Значи на овие простори, на овој рид тука треба да никне еден нов православен храм во кој што ќе може ние сите верници, значи духовно да си дојдеме да си се помолиме за здравје на нашето семејство, за нашиот град, за нашата држава. Апелирам до сите, значи добронамерни, да покажеме солидарност, да го помогнеме овој манастир што побрзо да се изгради и да можеме во изградениот манастир тука да се помолиме за здравје, за доброто за сите нас. Манастирскиот комплекс во Циглана се гради преку донации од граѓани и фирми. Очекувањата на иницијативниот одбор се дека манастирската црква ќе биде готова за 5 до 6 години, за понатаму да се работи на комплетирање на манастирскиот комплекс.